Challenger 2 е главниот британски борбен тенк. 14 се испратени во Украина заедно со друго тешко оружје, вклучувајќи артилерија, оклопни возила, проектили и беспилотни летала. Денешниот пакет ќе помогне да се забрза завршувањето на окупацијата на Путин и целата негова бруталност и да се осигура дека во 2023 година и понатаму, доколку е потребно, Украина ќе го задржи својот моментум. Тој моментум ќе зависи од тоа како другите сојузници ќе помогнат. Германија е под зголемен притисок да испрати на Украина тенкови Леопард 2 и да ги одобри барањата на другите земји да ги испратат своите тенкови од германско производство. На Украина и се потребни стотици лесни борбени тенкови за да се спроведе успешна офанзива на пролет. Така се чини дека британската понуда е повеќе политички сигнал, дека црвената линија на тенковите всушност ја нема. Полска и Финска се согласни да испратат тенкови Леопард во Украина. Полскиот премиер ова јасно го стави на знаење. Поразот на Украина може да стане увертира за Трета светска војна. Затоа денес нема причина да се блокира поддршката за Киев, да се одоговлекува. Затоа повикувам на решителни действија од страна на германската влада за сите видови оружје што треба да ја бидат доставени на Украина. Германија и дава на Украина оклопни транспортери, ракетни батерии, хаубици, противвоздушно оружје и ракети земја-воздух. Но има подолби во германската владина коалиција. Канцеларот Олаф Шолц назначи нов министер за одбрана по оставката на неговиот претходник оваа недела. Немаше потврда за промена на политиката. Чекор по чекор. Потребно е подолго време додека да се донесат одлуки. Германија во секој случај не презема лидерска улога, туку действува паралелно само ако садействуваат. Ова ја одразува загриженоста на Германија за ескалација со Русија. Секретарот за одбрана на САД Лојд Остин треба да биде домаќин на состанокот на контакт групата за одбрана на Украина на сојузниците во воздухопловната база Рамштајн во Германија во петок и се очекува да ја координира понатамошната воена помош за Украина. Тоа исто така покажува дека Западот не е задоволен со замрзнат конфликт, со замрзната војна, со прелиминарен прекин на огнот, но дека Западната алијанса ја гледа неопходноста Украина да оствари дополнителни придобивки. Русија во меѓувреме го отфрли британското снабдување со тенкови за Украина и рече дека целите на инвазијата, како што ја нарекува специјалната воена операција, ќе бидат постигнати.